Добар ден, после првиот работен ден оваа недела, во кој што верувам дека бевте ефикасни и дадовте од себе, време е да ве поканиме во уште еден круг на знаење, во кој што се од себе ќе дадат двајца млади надпреварувачи. И оваа недела нашето дружење го продолжуваме со Филип, кој што 3 пати досега победи во круг на знаење минатата недела. Го гледате на позиција број 1. А своето знаење и овој пат слично како и минатата ќе го измери со млад противник. На позиција број 2 го гледате Александар. Додека Филип и Александар се аклиматизираат во нашето студио, дека се подготват за првата игра, дозволете да ве потсетам дека во тек е пријавувањето 3094-993 е нашиот телефонски број, мейл адресата е tomato@com.mk. Ако сакате да се пријавите, не двоумете се, ве очекуваме. Време е за уште еден круг на знаење. Стартот и на овој круг на знаење ќе припадне на играта Замка, односно играта во која што на 10 прашања, точни одговори со да и со не, ќе дадат Филип и Александар, притискајќи на зелениот тастер за да, црвениот тастер за не. Ако и двајцата одговора точно, делат по 1 поен, ако само еден од нив го знае точниот одговор, добива 2 поени. Ја играме играта да не. Со среќа на двајцата, еве го првото прашање. Боксерските експерти го сметаат Шугар Рей Робинсон за најголем боксер во историјата на овој спорт. Да или не? Точниот одговор е да. Шугар Рей во аматерскиот бокс имал резултат 85:0, а во 69 борби победил со нокаут. Како професионалец имал 128 победи, една нерешена и 2 изгубени борби, а од 43 до 51 година не бил поразен во 91 меч. Прашање број 2. Мартина Навратилова освоила Гренслем во поединечна конкуренција женски и мешовити двојки. Да или не? Точниот одговор е да. Мартина Навратилова е единствениот тенисер кој успел да освои Гренслем титули во сите 3 конкуренции. Таа била 332 недели на врвот на листата во поединечна конкуренција и 237 недели во двојки. Прашање број 3. Романецот Ѓорѓе Димитру Мурашан е најнискиот кошаркар кој некогаш играл во НБА лигата. Да или не? Точниот одговор на ова прашање е не. Мурашан заедно со суданецот Мануте Бол се највисоки кошаркари кои играле во НБА лигата. Обајцата биле високи 231 сантиметар. Родителите на Мурашан биле со среден раст, а неговата висина се должи на проблеми со хипофизата. Прашање број 4. Најмногу посетители на еден спортски настан има на коничката трка Кентаки Дерби во САД. Да или не? Точниот одговор е не, иако на Кентаки Дербито доаѓаат 120.000 посетители. Скоро сите патеки за автотрки во светот привлекуваат повеќе навивачи. Најголема гужва има на трката во Индианополис, максималниот број посетители е 267.925. Прашање број 5. Хосе Рене Игита Запата е бивш голман на Колумбија, кого навивачите го нарекува лудак. Да или не? Точниот одговор е да. Игита е единствениот голман кој одбранил шут со петиците скокајки напред. Често умееше да ризикува пред својот гол, дриблајки со противничките играчи, поради што навивачите го вика локо или лудак. Прашање број 6. Капап е боречка вештина што ја користат специјалните единици на израелската армија. Да или не? Точниот одговор е да. Капап е најуниверзална боречка вештина на светот. Таа опфаќа техники на борба гради во гради, борба со палка, нож и пиштол, бокс, борење, џиуџица и други командоски техники развиени во Велика Британија. Прашање број 7. Новак Џоковиќ е првиот тенисер во историјата која надминал границата од 16.000 АТП поени. Да или не?
Да е точниот одговор. Новак со победа на US Open е првиот тенисер кој ја надмина оваа граница. Тој ја оствари и најголемата разлика во однос на вториот на листата, Роџер Федерер, кој има дури 6600 поени помалку. Прашање број 8. Играта голф се игра на најголем терен од сите спортски игри што се играат на земјата. Да или не? Точниот одговор е да, голфот се игра во природа на специјално подготвени површини од трева, земја, песок, вода, грмушки и шума. Еден просечен терен за голф со 18 дупки се простира на површина од 30 до 70 хектари. Предпоследно прашање од играта замка. Песната Nothing Compares to You е авторско дело на ирската кантавторка Синеад О'Конор. Да или не? Точниот одговор е не. Песната ја компонирал американскиот композитор, пејач и актер Роџер Нелсон Принц и без многу успех е објавена на албумот Family. Песната станува мега популарна во 1990-та со специфичната изведба на прекрасната Синеад О'Конор, која голем впечаток остави со нејзината кратко подстрижана коса. Прашање број 10. И со убавите очи секако. Прашање број 10. Документарниот филм Јас Блага Мицанова е приказна за храбрата партизанска курирка. Да или не? Точниот одговор е не. Документарниот филм на Вардар филм по сценарио и режија на Лаки Чемов е за младата селска девојка Блага, која станува првиот женски багерист во Македонија. Филмот е инаку добитник на специјална награда на фестивалот во Лајпциг. Ја одигравме првата игра, играта замка, и им дозволисме на Филип и на Александар да се загреат за нивното денешно дерби. Филип во водство со 12 освоени поени, Александар освои 6 поени во првата игра, но секако ова е само старт, не очекуваат уште 4 игри во која што и Александар и Филип ќе имаат можност да го покажат своето знаење. Следува играта скала. И во денешниот круг на знаење се надпреваруваат двајца млади надпреварувачи. Морам да кажам дека особено ме радува фактот што во последно време имаме многу млади кандидати, што говори дека младите луѓе кај нас имаат одличен капацитет и имаат знаење кое што сакаат да го покажат. Филип 3 пати поред успеа да победи во квизот Круг на знаење и денес е во 4-тото издание на квизот. Филип, имавте викенд малку да се одморите, да ги сумирате впечатоците од предходните 3 игри и еве повторно на жешкото столче. Да, секако викендот го искористив за одмор малку, нели да, за средување на впечатоците, па сега со нови сили се надевам уште 2 победи па до четвртфинале. Да се надеваме дека ќе биде така. Филип, во предходните изданија кажавме некои работи поврзани со вашата професија, со вашите интереси, со оглед на тоа што имаме викенд позади нас. Како обично го трошите времето во викендите? Што најмногу сакате? Денес е неизбежно, нели, трошење време на интернет, социјалните мрежи, инаку исто така дружење со пријателите, излегување, стандардно, нели, кафе пиење и така натаму. Доста време одзема и работата, така да малку слободно време останува за, нели, надоградување на знаењата и на дополнување. Многу ме радува што дел од вашето слободно време ни го посветувате нам на нашиот квиз и на многобројните гледачи на истиот. Филип, ви посакувам многу среќа и во денешниот круг на знаење. На позиција број 2 уште еден млад надпреварувач, а тоа е Александар. Александар, добре ни дојдовте. Добре ме најдов. Од каде сте? Јас сум Александар Захариев од Кочани. Така, колку години имате, Александар, со што се занимавате? Јас сум 22 години студент на Пинки. Така, како одат студиите? Добро. Какви се плановите за понатака? Значи, некаде сте на половина пат од... Да, некаде сум на половина пат од студирањето, потоа плановите се, не знам. Странство или Македонија? Не, овде. Значи, вие сте од онаа група што сакаат својата кариера да ја градат тука. Александар, кои се вашите сфери на интерес надвор од, нели, факултетот и вашата идна професионална определба? Пратам доста спорт
Значи, Кој спорт најмногу? па ги пратам сакате? тенисот и фудбалот, но ги пратам и другите спортови. И исто така играме кошарка со пријатели така во слободно време. Тоа. Така, како живеат младите во Кочани? Има ли добра забава, има ли добар ноќен живот? Па да, има добра забава во Кочани, има добар ноќен живот, во дискотеките се фул и така. Одлично. Јас, Александар, и вам ќе ви посакам многу успех и многу среќа во нашиот круг на знање, кој што ќе го продолжиме со играта асоциации, односно играта скала, во која што Филип и Александар ќе треба да ги погодат поимите од скалата. Секој точно погоден поим им носи 2 поени, а оној што ќе успее да го погоди конечниот поим дополнително добива уште 6 поени. Играме скала. Александар, вие ја почнувате првата скала. Појдовниот поим е дупка. З. Заек, Не, З е, Филип. Земја. Точно, 2 поени за Филип. Д. Дрво. Не, Александар, Д, држава, Така е, 2 поени сега за Александар. К. континент, Не, Филип, К, О. Континентална. Не, Александар, Кол. понатаму, Колу, Филип. Колумбија. Точно, Колумбија е државата што ја баравме. 2 поени, Филип. У. Убиство. Не, Александар, УН. унија, Не, Филип. Уни. Уницев. Не, Александар, Унива. универзал, Не, Филип. Универзитет. Така е, познатиот Колумбиски универзитет во Њујорк е. Европски. Ете, еден познат универзитет кај нас, Европски универзитет, 2 поени за Филип. П. Парламент. Одлично, Филип, уште 2 поени, дупка и парламент. Ајде, Филип, да видиме кој е конечното решение. Пак закон. Така е, 6 поени за Филип, дупка во законот и законите се носат во парламентот. Филип, на вистина, одлично ви оди играта скала во сите досегашни изданија. Александар, се надевам и вам ќе ви оди со лесно. Се надевам. Оваа игра време за втор круг скала. Втората скала ја започнуваме со поимот Боранија. Филип, вие сте прв. Мешунка. Одлично, 2 поени за Филип. Л. Леќа. Не, Александар, Л е. лесна, Не, Филип. Левлевија. Така е, уште 2 поени за Филип и левлебијата е мешункасто растение С. Ситна. Не, С, О. Александар. сончугет, Не, Филип. Солена. Така е, левлебијата може да биде и солена. Ето уште 2 поени С. Соба. Не, Александар, С, У. супа, Одлично, 2 поени за вас Ч. чорба, Ето уште 2 поени за Александар. Р. рибја, Р и Филип. Риба. Риба е поимот што го баравме, овие 2 поени одат кај Филип. Филип, Боранија и риба. Вие имате шанса прв да го погодите конечното решение. Ситна.
Ситна е точниот одговор, ситна боранија, ситна риба, уште 6 поени за Филип во играта Скала, играта која што, како што забележав и претходно, одлично му оди. Водство за Филип со 42 освоени поени, Александар има 12 освоени поени, но Александар ова се уште не значи ништо. Се наоѓаме пред третата игра во која што ќе имате предност да одберете тема и многумина успеале да искористат третата игра за да ја намалат разликата или да стекнат предност пред противникот. Време е за играта ликови, односно слики. Во третата игра со помош на сликите ќе им го олесниме патот на надпреварувачите до точниот одговор на прашањата. Но какви ќе бидат прашањата и на која тема ќе одговараат, зависи од изборот што Александар ќе го направи. Имаме 6 теми на располагање, а Александар ќе одбере една за која смета дека најдобро му оди, има најмногу познавање. Ајде да ги видиме 6 теми. Првата тема е рок групи, ликовна уметност, театар, Киро Глигоров, филм и религија. Александар, размислете и без многу размислување, ете, Александар си ја одбра својата тема, темата Киро Глигоров, на која што и тој и Филип ќе се потрудат да дадат што повеќе точни одговори, но внимавајте, морам да ве подсетам дека ова е единствената игра во која што за неточен одговор им се одземаат поени на надпреварувачите, што значи доколку не сте сосема сигурни, подобро е да не се пријавувате. Ја играме играта слики. Еве го првото прашање. Како е родиното презиме на првиот претседател на Република Македонија Киро Глигоров? Панчев. Киро Глигоров е роден на 3 мај 1917 во Штип со родното презиме Панчев. При запишување во српско училиште бил регистриран како Чирило Глигоровиќ, презиме што го носел се до 41 година. Прашање број 2. Што бил по образование председателот Киро Глигоров? Да слушнеме, Филип. Правник. Така е, дипломиран правник. Глигоров студирал на правниот факултет во Белград од 36 до 40 година, а по дипломирањето се вработил како приправник во адвокатска канцеларија во истиот град. Прашање број 3. Која функција имал Глигоров за време на одржувањето на првото заседание на АСНОМ? Александар? Тој бил секретар. Така е, секретар на президиумот. Глигоров бил член и секретар на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, секретар на неговиот президиум и заедно со Веселинка Малинска го водел записникот од седниците. Прашање број 4. Како се нарекуваат економските и политички мерки што Глигоров ги креирал и спровел во 65-та година? Стопанска реформа. Како министер за финансии на Југославија, Глигоров ја креирал првата стопанска реформа со која се заменува планското стопанство со пазарно, а се воведува и привремена конвертибилност на југословенскиот динар. Прашање број 5. Која висока државна функција ја извршувал Глигоров во периодот од 74 до 78 година? Функцијата председател на Сојузното собрание. Пред оваа висока функција Глигоров беше подпредседател на Сојузната влада, член на председателството и извршно биро на ЦК СКЈ и во 71 и 72 година член на председателството на СФРЈ. Прашање број 6. Кој го избра Киро Глигоров за прв председател на Независна Република Македонија? Александар? Собранието на Република Македонија.
Така е по одбивањето на понудата за председател од митрополитот Скопски и по Вардарски Михаел, а по предлог на партиите СКМ, ПДП, ВМРО, ДПМН и ЛДП, собранието го изгласа Глигоров за прв председател на Република Македонија. Прашање број 7. Кој политичар беше изгласан за подпредседател на председателот на Републиката Киро Глигоров? Филип Побрз. Лјупчо Георгиевски. Точно во првиот круг гласање, поради немање поддршка од ВМРО, ДПМН, Глигоров не беше изгласан. Дури по вториот круг, кога беше договорена и функцијата подпредседател за Георгиевски, Глигоров ја доби довербата од собранието. Прашање број 8. Кому го довери Глигоров мандатот за формирање на првата влада на независна Македонија? Филип се пријави прв. Никола Клюсев. Точно по изгласувањето на Декларацијата за независност и изборот на Глигоров за председател на Републиката на 27 јануари 1991, тој на 7 март му го врачи мандатот на Никола Клюсев за формирање на првата експертска влада на Република Македонија. Предпоследно прашање за Киро Глигоров. Како се вика книгата со мемоарите на председателот Киро Глигоров? Македонија е се што имаме. Мемоарите ги промовираше Македонската академија на науките и уметностите на 26 јануари 2001, а во нив Глигоров на суптилен автобиографски начин ги представува најбитните и најинтересните моменти од животот. И последно прашање, поврзано со Киро Глигоров, на кој датум почина првиот председател на Република Македонија Киро Глигоров? Александар? На 1 јануари 2012. Точно, Киро Глигоров, кој влезе во Гинисовата книга на рекорди како најстар председател на една држава, почина на 1 јануари 2012 во својот дом во Скопје на возраст од 94 години. Се подсетивме на првиот председател на Република Македонија, Киро Глигоров, на многу факти поврзани со неговата професионална политичка кариера и еве каков е исходот после третата игра. Филипов во со 48 освоени поени, Александар има 18 освоени поени, но надпреварот на знаењето помеѓу Филип и Александар го продолжуваме со четвртата игра. Играта на буква на буква, во која што секој од нив ќе има можност да освои 10, а можеби и 20 поени. Во четвртата игра, играта на буква, секој од надпреварувачите ќе има по 60 секунди на располагање да го погоди бараниот поим на одредена буква. Ако не успее да го стори тоа за 60 секунди, тогаш неговиот противник во рок од 10 секунди ќе има шанси да го погоди поимот и да му ги земе 10 поени. Играме на буква на буква. Александар, вие ја почнувате прв играта, барате поим на буквата Х. 60 секунди течат сега. Ханза? Не. Но А ја има, иако не е на вистинско место. Хебла? Хебла? Не. Хопла? Хопла? Не. Петнаесет секунди, Александар. Пет секунди до крај. Истече времето на Александар, 10 секунди за Филип. Филип, кој е зборот на буквата Х? Хрчак.
Гусар е поимот на буквата Х, што го баравме, односно војник. Може би малку потешко, ете не успеавте да се сетите, но во секој случај имаме и втор круг на буква на буква. Филип, погодувате поим на вашата буква Ф. 60 секунди течат сега. Фитил. Фитил. Л ја има, но треба да биде на друго место. Фалба. Фалба. Зборот завршува на А. Л се уште не е на свое место. Фурла. Фурла. Уште една буква откривте, но поинаков распоред треба. Обрзајте, Филип. Истекоа 60 секунди на Филип. Да видиме дали Александар може би знае кој е поимот на буквата Ф. Фолора. Како? Фолора. Флора. Флора е поимот што го баравме. Ете, за малку некако од околу, но никој не успеа да се сети, ниту Филип, ниту Александар. Не успеавме точно да го погодиме ниту првиот поим, ниту вториот поим во играта на буква. На буква, што значи дека бодовната состојба останува и понатаму непроменета. Филип 48 поени, Александар 18 поени. Наред е најдинамичната и најтешката игра. Тоа го знаат сите оние што седеле на нашето жешко столче. Александар, немојте да се предавате до крај, да бидете достоен противник на Филип. Ова е игра во која што треба на максимум да ви биде концентрацијата, а секако треба добро да внимавате и на времето што го имате на располагање. Време е за играта цајтнот. Во оваа игра и Александар и Филип ги имаат по 40 секунди на располагање, секунди што ќе треба да ги искористат најдобро што знаат и што умеат за точно да одговорат на прашањата. Најпрво ќе се активира тајмерот на Александар, неговото време ќе тече се до оној момент додека не даде точен одговор на прашањето. Во тој ист момент ќе се активира тајмерот на Филип. Оној што прв ќе ги потроши своите 40 секунди во првиот круг губи, а другиот надпреварувач ги добива преостанатите секунди како временска предност во вториот круг цајтнот. Многу е важно кога и како надпреварувачите ги користат џокерите во оваа игра, затоа што некогаш може да ги спасат, да не истече нивното време. Александар, Филип, ако сте подготвени, играме цајтнот. Првата рунда цајтнот ја започнува Филип. Филип, која држава нема излез на Црното море? Молдавија, Арменија, Грузија или Азербејџан? Грузија. Ерменија. Филип, кој е председател на владата на Италија? Силвио Берлускони. Матео Ренци. Филип, како популарно се нарекуваат фудбалските репрезентативци на брегот на слоновата коска? Слонови. Точно. Александар, кој земзелено дрво има латински назив Пинус нигра? Бор. Црн бор. Александар, во кој град се наоѓа аеродромот Пулково? Понатаму. Санкт Петербург. Александар, која државна валута го има три буквениот код ГБП? Понатаму. Британската фунта. Александар, кој морепловец и истражувач го дал првото име на Нов Зеланд? Штатенланд. Понатаму. Абел Тасман. Александар, кој народен музички инструмент има 7 дупки на лицето и една на опачината? Понатаму. Кавал. Александар, кој италијански фудбалски прволигаш е трениран од Масимилиано Алегри? Јувентус. Точно. Филип, кој актер се крие под прекарите Големо камено лице и Микеланджело на немата комедија? Понатаму. Бастер Китон. Филип, од кој животно се добива кашмирската волна? Овца. Кашмирска коза. Филип, во која детска игра се користат 5 камчиња? Понатаму. Петкамец. Филип, кој е глава на семејството во цртаната серија Симпсонови? Барт Симпсон. Хомер. Филип, на кој геометриско тело сите 6 страни му се квадратни? Коцка. Точно.
Александар, која боја ќе се добие кога ќе се помешаат сина и жолта боја? Портокалова. Зелена. Александар, на знамето на која држава има круг во кој се сместени Јинг и Јанг? Јапонија. Южна Кореја. Александар Гатанка во зима е слугинка, во лето е господја. Понатаму. Печка. Александар, кој дрвен предмет го фрлате, а тој постојано ви се враќа? Понатаму. Бумеранг. Александар, од кој играат се пеачките Кристина Раудова и Александра Пилева, двете се неготинчанки. Истекоа 40 секунди на Александар. Време е за вториот круг. Цајтнот, што ќе биде и завршница на денешниот круг на знаење. Филип Александар, уште по 40 секунди на располагање за крај. Одиме со вториот круг. Вториот круг го започнува Александар. Која придавка на буквата Г ја користиме за предмет изработен од глиено железо? Понатаму. Гусен. Александар, колку изнесува просекот на првите 50 природни броеви? Понатаму. 25,5. Александар, која жена беше премиер на државата Целон? Понатаму. Александар, во кој спорт се надпреваруваат Дани Педроса и Марк Меркес? Во моторциклизам. Мототрки, точно. Филип Лескоец, Рамне, Шипокнос се села во подножието на која планина? Караорма. Галичица. Филип, како се вика председателот на владата на Република Турција? Понатаму. Ахмед Давутоглу. Филип, во кој град се наоѓа аеродромот Шипхол? Амстердам. Точно. Александар, од која опера на Джакомо Пучини аријата Не сум дорма? Понатаму. Турандот. Александар, Густав Хусак беше генерален секретар на Комунистичката партија на која држава? Романија. Чехословачка. Александар, кај нас е мастика, во Грција е узо, за турците е јени, како се вика на слонката во Франција? Понатаму. Пастис. Александар, зборот копање е глагол, прилог или именка? Глагол. Именка. Александар, кој е Миранда Присли во филмот И ѓаволот носи Прада? Понатаму. Мерил Стрип. Александар, доколку поени се игра на петиот сет во одбојката? 15. Точно. Филип, доколку поени се игра еден сет во пинг-понгот? 27. 11. Филип, како се вика шефот на руската дипломатија? Джокер. Джокер. Филип? Джокер. Джокер. Понатаму. Сергеј Лавров. Филип, каков пансион раководи Монти Пајтоновецот Џон Клис? Понатаму. Фаличен. Филип, во која држава се наоѓа градот Алпело? Алепо, Понатаму. Сирија. Филип, преведи го турцизмот Дженем? Далеку. Пекол. Филип, за која девојка е песната Што ми е мерак пољак да бидам мори? Ангелина. Божана. Филип, превиди латинската поговорка Когито ерго сум? Мислам, значи постојам. Точно. Александар, истекоа 40 секунди, брзо лета времето, брзо поминува и последната игра, играта Цајтнот, иако уште пред стартот на истата беше известно дека и денес победник во круг на знаење е Филип, и тоа четврти пат поред, што значи Филип дека ви останува само уште еден чекор за влез во понамошното ниво на круг на знаење. Александар, прв пат пред камерите, прв пат во еден квиз, но имавте голем предизвик, затоа што имавте многу искусен противник. Филип покажа солидно знаење, сепак треба да направи своето и не е исто пред телевизорот кој гледам и овде на столчето. Не е исто, но сепак е забавно да не се уплашат сите оние што може би размислуваат додека не гледаат дали да се пријават на нашиот телефонски број 3094-993 или на нашата имейл адреса tomato@tomato.com.mk. Тука го завршуваме овој круг на знаење, се гледаме повторно утре во истиот термин. Имајте убав остаток од денот. Мислам дека овој пат втората игра пресуди, во која што направив голема разлика, која потоа се покажа како недостижна за противникот. Денеска Филип беше одличен противник, покажа солидно знаење, кај мене треба да се го направи своето, но сепак за прво учествува во квиз, сум задоволен. Уште една емисија и се надевам дека ќе победам и ќе влезам во финалето.